Русковска се жали оти Дурловски е на слобода. Обвинителката поднела жалба на пресудата на Скопскиот кривичен суд, со која оперскиот пејач Игор Дурловски беше ослободен. Како што дознава Алфа, Русковска ова го направила уште пред 2 месеца. Од незиниот кабинет вело дека жалба имаат поднесено и тоа во законскиот рок, откако, како што ни објаснија, ја проучиле пресудата и констатирале недостатоци. Според процедурата, откако жалбата е во кривичен, овој суд има рок од 7 дена да ја достави до апелација, но оттаму не ни дадоа конкретен одговор што е со жалбата и дали е пристигната до нив. Објаснија генерално, вело дека целокупниот предмет за 27 април е даден во вишото јавно обвинителство на оценка, па потоа треба да биде доставен до нив. И кривичен ни потврди, уште летово, целокупниот предмет за настаните во собранието бил испратен до апелација со сите жалби и забелешки. Жалбата на Русковска нема епилог за сега. Таа ја оспорува пресудата на која е подпишана судиката Кацарска, која го ослободи Игор Дурловски. Тој беше обвинет за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, што е едно од најтешките дела според македонскиот кривичен закон. Во пресудата, тогаш Кацарска образложи дека обвинителството не успеало да ја докаже вината на Дурловски и трошоците за неговото судење ќе паднат на товарот на буџетот на државата. Светски познатиот македонски оперски пејач Дурловски, само за тоа што ја пееше химната на протестите за заедничка Македонија, помина 45 дена зад притворските решетки во Шутка, а потоа беше во домашен притвор. Македонија се раѓа, ново сон. За случајот 27 април, судот изрече казна од вкупно 211 години затвор, од кој најблагата казна е 8 години за Никола Василевски Нинџа, а најголемата е за Митко Чавков кој е 18 години. Во осудените е и началникот Душко Лазаров, кој покрај гаранциите заради грешка на судот се уште се наоѓа во Шутка.